Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, еве не во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Nebojša Karapejevski и еве што ви одбрав за денес. Состојбата на повредените во Кочани е сериозна, но стабилна. 13 лица се пуштени на домашно лекување. Поднесени се кривични пријави за 3 фирми и за 34 луѓе. Ќе се гонат за тешки дела против општата безбедност, рече министерот за внатрешни работи Тошковски. За само 24 часа извршиле 23 тешки операции. Израелските лекари направија чудо во Скопје. Ќе се менува законот стар 46 години. Владата ќе забрани употреба на пиротехника во затворен простор. Газда Деко барал паркинг, а правел терен за дискотека. Доказ дека Радко Димитровски и општина Кочани уште во 2012 година категорично биле против. Кривичниот законник не познава верижни пропусти. Партијата на Ахмети бара праведна истрага за трагедијата во Кочани. Адвокатот на Бектеши вели дека и сегашното Министерство за економија ги има истите пропусти. Миланов смета дека приведувањето на Крешник е абсурдно. Контроли во битолските угостителски објекти, се проверуваат ноќни клубови, ресторани и кафулиња. На Германија не и требаат веќе македонски работници. Преполовена е квотата за работници од Балканот. А на самиот почеток да ја проследиме реконструкцијата на трагедијата во Кочани, што ја направи сервисот BBC. BBC направи детална реконструкција на трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, анализирајќи ги причините за големиот број на жртви од несреќата. Во анализата се потенцира дека објектот кој претходно служел како магазин за теписи немал соодветна лиценца за работа како ноќен клуб. Од BBC наведуваат дека два фактори биле пресудни за брзото ширење на пожарот и големиот број на загинати. Според објавеното видео, огнот започнал за време на настапот на групата ДНК, кога пиротехнички средства поставени пред сцената предизвикале пламен кој набргу се проширил во објектот. Присутните веднаш се обиделе да го изгаснат пожарот со противпожарни апарати, но без успех. Првиот фактор кој го издвојува BBC е што таванот бил направен од запаллив материјал, а ѕидовите од гипс картон немале отпорност на оган, што довело до исклучително брзо ширење на пожарот. Вториот клучен фактор е недостатокот на доволно излези за евакуација. Иако објектот имал околу 500 гости, властите потврдиле дека постоел само еден функционален излез и тоа истиот преку кој луѓето влегувале во клубот. Според обвинителството, задната врата која би требало да биде излез за итни случаи, во тој момент била заклучена и немала рачка од внатрешната страна, со што било невозможно нејзино користење. Поради тоа стотици присутни морале да излегуваат низ истиот тесен простор низ кој влегле, предизвикувајќи паника, стампедо и голем број на смртни случаи, се вели во реконструкцијата на трагедијата во Кочани од лондонски BBC.
Сериозна, но стабилна им е состојбата на повредените пациенти кои во моментов се лекуваат од здобиените повреди од пожарот во Кочани. Се размислува и за враќање на дел од оние кои се лекуваат во странство. По извршената обдукција на починатите лица во пожарот, кај сите е констатирана насилна смрт од задушување, што е предизвикано директно од пожарот. Според последните информации, вкупно 162 повредени пациенти моментално се лекуваат од здобиените повреди од пожарот во Кочани, од кои 115 се на лекување надвор од државата. Освен еден пациент кој се лекува во Турција, другите се во сериозна, но стабилна состојба, информираше вчера на пресконференција министерот за здравство Арбен Таравари. На домашно лекување биле пуштени 10 пациенти што лежат на клиниките низ државата. Во однос на оние пациенти кои се на лекување надвор од државата, во Србија се 30, од кои веќе двајца се екстубирани и дишат самостојно, во Бугарија 15 пациенти, од кои тројца се веќе екстубирани, во Грција 12, од кои двајца се критични. Во Анкара 6 пациенти се екстубирани, додека исто толкав број на екстубирани се во болницата во Истанбул. Во Шпанија се лекуваат 7 пациенти, во Австрија 5, во Унгарија 6 пациенти, од кои што веќе еден е фебрилен и еден со кашлица, другите се во стабилна состојба. Во Хрватска се 5 пациенти, еден е интубиран, стабилен и 4 други се во сосема стабилна состојба. Во Словенија се вкупно 4 пациенти, од кои 3 се во посериозна состојба. Во Литванија се 4 пациенти, едниот и таму е екстубиран, значи е во подобра состојба. Во Белгија 4 пациенти, од кои сите 4 се во стабилна состојба. Во Италија 4 пациенти кои веќе се станати. Во Шведска се 4 пациенти, двајца сосема во стабилна состојба, и во Полска се двајца пациенти, од кои само едниот е интубиран. Таравари најави дека е можно идната недела да се зборува и за протоколи за враќање на овие пациенти. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција изјави дека заедно со јавното обвинителство е завршена првата фаза од несреќата во кабарето Пулс во Кочани, во која животот го загубија 59 лица, а 197 се повредени. Поднесени се кривични пријави против вкупно 34 физички лица и 3 правни лица за кривично дело, тешки дела против општата безбедност по член 292 во врска со предизвикување општа опасност по член 288 од Кривичниот законик. Едно лице е пријавено за примање подкуп по член 357 од Кривичниот законик, нагласи министерот. Тошковски потенцираше дека оваа трагедија поттикнала мобилизација на сите институции. Министерството за внатрешни работи веднаш ги активираше своите капацитети од обезбедување на местото на трагедијата, евакуација и извлекување на повредените и регулирање на сообраќајот. Исто така и за логистичката поддршка за транспортот и лекувањето на повредените, како во земјава, така и во странство. Над 250 лица беа брзо и безбедно транспортирани до болниците низ државата, а над 100 лица до граничните премини. За повредените и нивните најблиски веднаш беа изработени итни патни документи за патувања, додаде тој. Министерот им се заблагодари на сите институции и здравствени работници, докторите, болничарите, волонтерите од Црвениот крст, луѓето од Центарот за управување со кризи, пожарникарите, обвинителите и тимот на обвинителството. Посебно се заблагодари на меѓународните пријатели кои дадоа помош и поддршка за повредените. На овој ден, кога болката уште силно одекнува, но чувството за одговорност обврзува на дејствување, се обраќам до јавноста со една клучна порака. Македонија мора да победи во битката со системската корупција која одзеде 59 млади животи. Кога се случи сето ова, со болка во душата потенциравме дека нема да има компромиси со правдата. Ветивме дека ќе има брза и ефикасна и праведна истрага. Многу мина избрзаа со заклучоци, некои со право се сомневаа, а некои сакаа да ја искористат оваа трагедија и за други цели. Некои се обидуваа да судат и да бидат обвинители, истражители, морален суд, иако ги немаа фактите. Јас сум благодарен на сите оние кои искрено и со душа и преку јавни текстови, критики, отворање на дилеми и совети се присутни во јавноста, рече тој. Тошковски рече дека е благодарен на народот во Македонија за трпението кое го покажува, заедништвото и слогата која ја демонстрираа во овие судни, траурни и трагични моменти за Македонија.
Медицинскиот тим од Израел се покажа како еден од највпечатливите во напорите за спасување на тешко повредените од трагедијата во Кочани. Во само еден ден во средата израелските лекари извршиле 23 сложени операции, со што буквално спасиле 23 животи, потврдуваат македонски здравствени работници кои биле дел од заедничките тимови. Иако сите странски екипи што дојдоа во земјава покажаа високо ниво на стручност и помогнаа во стабилизирање на повредените, според сведоштвата на медицинари кои работеле со нив, израелскиот тим се издвојувал со својата посветеност, брзина и искуство во третман на вакви травматски повреди. Израелците биле распоредени во 3 скопски болници, каде работеле заедно со македонски медицински персонал, како и со тимови од Чешка и од Србија. Очевидци истакнуваат дека покрај напредната опрема и лекови кои ги донеле со себе, нивната несебична ангажираност и стремеж да спасат што е можно повеќе животи била фасцинантна. Дел од нивната екипа веќе ја напушти Македонија, но други останале за да ја започнат втората, далеку покомплицирана фаза на лекување, која бара длабоко медицинско знаење и прецизност. Пофалба за странските лекари пристигна и од претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Имав особена чест да ги примам медицинските тимови од државата Израел, 16 члена, и Чешката република, 6 члена, во придружба на нивните амбасадори пред заминувањето. Тие заедно со веќе заминатиот српски медицински тим од Воено-медицинската академија извршија стотици операции во соработка со македонските лекари. Убаво е да се чујат комплименти и за нашите лекари, како и изразената спремност за нивна едукација. По она што го чув, не можев да најдам соодветни зборови за да им изразам должна благодарност. Од срце им благодарам на херојскиот ангажман во спасувањето на животите на настраданите во апокалиптичниот пожар. Никогаш нема да го заборавам нивниот несебичен лекарски потфат, напиша претседателката на Facebook. Во меѓувреме, израелските лекари со почит зборувале за своите македонски колеги и ја пофалиле брзата интервенција на институциите, нагласувајќи дека токму таква соработка дала резултати во клучните моменти.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Дејан Јованов Деко, еден од собствениците на дискотеката Пулс во Кочани, уште 2012 година водел битка со тогашниот градоначалник Радко Димитровски да добие лиценца. Дозвола за работа на таков објект издава Министерството за економија, но Деко морал да го подготви теренот на локално ниво.
Така во 2012 година тој побарал паркинг простор за локација оддалечена 250 метри од дискотеката на смртта во зоната во која има капацитети на лесна индустрија. Дејан Јованов Деко барал дозвола за својата фирма ДОО Класик ДМ. Убеден дека таа фирма се занимава со некакво производство, раководителот на оделението за управување на градежно земјиште Драги Илиевски му издал документ известување на Деко за паркирање неколку возила на просторот кој служел како јавен паркинг. Но Деко продолжил со притисокот за отворање дискотека. Откако градоначалникот Радко Димитровски дознал за издаденото известување, му наредил на Илиевски да го поништи, сторено на 5 ноември, и да издаде ново, во кое јасно ќе се изрази несогласување на општина Кочани за отворање дискотека. Тој издал ново известување што го дал и подпишал Илиевски на 6 ноември 2012 година. Во него јасно е наведено како дошло до недоразбирањето. Исто така јасно го пишува следното: по сите сознанија што ги имаме прибрано досега, овој правен субјект сака да отвори дискотека со кое ние не се согласуваме. И подолу во известувањето: од овие причини бараме да не се издава одобрение или лиценца за дискотека или ноќен клуб. Новото известување било испратено до директорот на Државниот пазарен инспекторат. За ова Радко Димитровски објаснува: Дејан Јованов во повеќе прилики вршеше притисоци да му се издаде лиценца, но мојот став беше јасен, нема услови за тоа. Од моментот на издавањето на ова коригирано известување до крајот на мојот мандат во 2017 година, до мене како градоначалник не беше стасало никакво друго барање за одобрение или за лиценца за дискотека. Што правособственикот во Министерството за економија и како се снаоѓал таму, јас не знам, но се сомневам дека до 2017 година, а и неколку години потоа, лиценцата не била издадена. Се сомневам дека собствениците на дискотеката пред органите се легитимирале со некои други документи или им било прогледувано низ прсти. Очекувам сето тоа да се потврди во истрагата.
Владата има намера целосно да забрани употреба на пиротехнички средства во затворен простор. Службите во рамки на Министерството за внатрешни работи се задолжени да изготват документација со која би се направиле измени на легислативата што го уредуваше тоа прашање. Тоа пред медиумите го посочи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Одговарајќи на прашање на новинарите, Тошковски истакна дека веднаш со почетокот на истрагата во врска со несреќата во дискотеката во Кочани, службите во рамките на министерството биле задолжени да изнајдат начин за забрана на употреба на такви пиротехнички средства во затворен простор. Според она што го рече тој, постоечката легислатива што го уредува тоа прашање датира некаде од 78 година од минатиот век, така што, како што посочи, ќе се оди на донесување целосно нов закон. Поради потребата од титност во уредувањето на тоа прашање, тој рече дека до донесувањето на нов закон решение ќе се бара со измени на членови од постоечката легислатива. Во иднина ќе следи обновување со нов закон. Целокупниот законски текст, поврзан со предметниот закон, е при крај, но сега поради потребата од титност ќе се оди на директни измени на одредени членови на постоечкиот закон. Дали ќе оди тоа преку владата или преку некој пратеник во собранието? Службите работаат на предлог законските измени и истите најбрзо што е можно ќе бидат ставени во процедура. Интенција на владата е да не се дозволи никогаш повеќе такви пиротехнички средства да бидат употребувани во затворен простор, нагласи Тошковски. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во сопственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Во соработка со Државниот пазарен инспекторат и СВР Битола, општина Битола деновиве врши контроли во угостителските објекти во градот. Општинскиот инспекторат од почетокот на работната недела на терен врши проверка на сите категоризирани објекти на физички лица што се под општинска надлежност, дали ги исполнуваат минимално техничките услови согласно правилникот за минимално технички услови донесен од Министерот за економија и дали ги поседуваат сите документи потребни за дејноста. Доколку им недостига одреден документ, имаат одреден рок за обезбедување, во спротивно, ако не ги обезбедат, ќе бидат избришани од регистарот за вршење угостителска дејност. Според Законот за угостителска дејност за физички лица, општината е надлежна да издаде категоризација за конфекционирани угостителски услуги во наменски подвижни објекти, угостителски услуги за сместување и исхрана во куќи, угостителски услуги во апартмани и соби за одмор, угостителски услуги во селски домаќинства и угостителски услуги во пловни објекти.
Општинскиот инспекторат во соработка со Државниот пазарен инспекторат и СВР Битола вршат проверка на терен дали ноќните клубови во Битола имаат важечки лиценци за работа и дали ги имаат сите елаборати кои што треба да ги поседуваат, вклучувајќи и елаборати за бучава, за противпожарна заштита и заштита на животната средина. До владата и до Министерството за економија и труд доставени се податоци по извршениот увид од овластениот градежен инспектор на општина Битола согласно деталните урбанистички планови на општина Битола, генералниот урбанистички план на општината и податоците запишани во Агенцијата за катастар на недвижности на правните субјекти со капацитет над 50 лица кои вршат угостителска дејност на територијата на општина Битола. На овој начин треба да се изврши проверка со вмрежување на податоците и соодветната издадена категоризација, лиценца за правните субјекти кои вршат угостителска дејност на територијата на општина Битола. Согледувајќи ги сите аспекти од законските регулативи, постојат одредени недоречености, односно неусогласености меѓу Законот за угостителство во однос на Законот за градење и Законот за животна средина. Од тука општината испрати допис до надлежните институции во кој нагласи дека се потребни законски измени, пред се во регулативата со документите кои што се пополнуваат за вршење на одредена угостителска дејност, како и во делот на надминување на недореченостите во законските одредби. Во следните денови продолжуваат координираните активности на терен со надлежните инспекциски служби и со секторот за внатрешни работи Битола.
Демократската унија за интеграција во врска со одлуката на јавното обвинителство за 30-дневен притвор на поранешниот министер Крешник Бектеши и други представници на претходната влада за случајот со пожарот во Кочани, со соопштение појаснува, како што велат од партијата, неколку клучни аспекти и оценува дека процесот е неоснован, политички мотивиран и селективен. Од ДУИ порачуваат неопходна длабинска и непристрасна истрага. Прво, концептот на верижни пропусти што довеле до трагедијата не постои во терминологијата на кривичниот законник. Секоја лиценца за овакви објекти се обновува еднаш годишно, земајќи ги предвид специфичните услови за таа година. Затоа неточно е да се тврди дека постои континуирана одговорност без прекин низ годините, велат од Демократската унија за интеграција. Второ и најважно, како што посочуваат во партиското соопштение, во ноќта на трагедијата клубот работел без никаква лиценца, веќе една година немал легитимна лиценца, а дури и фалсификуваната веќе била истечена. Ова подразбира дека главната одговорност лежи кај оние кои требало да го спречат функционирањето на ноќен клуб без лиценца таа кобна ноќ, истакнуваат во соопштението. Според ДУИ потребна е длабинска и непристрасна истрага за да се утврди како објект без лиценца можел да работи и да ги загрози животите на стотици млади луѓе. Трето, како што велат, треба да се истакне дека издадените лиценци во минатото биле за кабаре, кој има специфични критериуми и ограничувања на бројот на дозволени лица. Ноќен клуб е сосема поинаква категорија и присуството на над 650 млади луѓе во таков простор е надвор од секој безбедносен стандард, што пак јасно упатува на свесна или несвесна негрижа изминатава година од страна на бројни актуелни државни органи, наведено е во соопштението. Од ДУИ изразуваат загриженост, како што велат, за неприфатливата супремација на владата врз обвинителството, што ја наруши довербата во истражниот процес. Фактот, како што е наведено во партиското соопштение, дека од 35 приведени лица, само еден или двајца се актуелни функционери, отвора сомнеш за селективна правда. Бараме правните процеси да бидат праведни, транспарентни и засновани на закон, без влијание на терминологија која не постои во правната терминологија и кривичниот законник, нагласуваат од ДУИ. Во ова време, на жалост, како што истакнуваат од ДУИ, не сакаат да влегуваат во обвинувања, туку имаат за цел да им објаснат на граѓаните дека овој процес е неоснован, политички мотивиран и селективен, што може дополнително да ја комплицира и влоши ситуацијата. Стоиме покрај граѓаните и погодените семејства, барајќи правда и транспарентност во расветлувањето на оваа трагедија, се наведува во соопштението од ДУИ, откаде воедно изразуваат сочувство до семејствата на жртвите од трагедијата во Кочани.
Адвокатот на поранешниот министер Крешник Бектеши, кој е во притвор како осомничен за одговорност во случајот со остроотниот пожар во Кочани, во интервју за телевизија 21 ги оцени како правно неиздржани и апсурдни обвинувањата кои им се ставаат на товар на Бектеши, но и на другите 27 осомничени. Адвокатот Еленко Миланов вели дека тоа колку угостителските објекти биле контролирани и проверувани се гледа од последните контроли кои се прават сега, при што се утврдуваат истите пропусти во дискотеките и кабареата. Ова Министерство за економија ги има истите пропусти во тие објекти и каде би била тука поврзаноста на Крешник Бектеши, па и многу од овие лица да можат да се товарат како директни извршители во однос на самото настанување на овој пожар, прашува Миланов. Тој додава дека приведувањето на Бектеши е правно неиздржано и апсурдно. Временскиот период кој што стои во конкретната наредба која што вчера е отворена за овој предмет од обвинителството, дека тоа се случува од 2012-та па се заклучно до 16 март 2025 година, кога се случи овој настан, што сметам дека е правно апсолутно неиздржано и апсурдно, затоа што за предизвикување на било кој начин на таа несреќа може да има директни учесници, а Бектеши и многу други и не можат да имаат никакво директно учество во таа насока и вина за сето тоа, порача Еленко Миланов. Од досегашните 50.000 дозволени работници, Германија одлучи да го намали бројот на годишни влезни дозволи на 25.000 за граѓаните од Македонија и останатите балкански земји.
Оваа одлука доаѓа во време на економска нестабилност, рецесија и промени во политиките на новата германска влада, која се фокусира на ограничување на имиграцијата. Според агенциите за посредување при вработување, моменталната побарувачка за работна сила во Германија е значително намалена, а многу сектори, вклучително и градежништвото, веќе не вработуваат во истиот обем како претходно. Покрај тоа, значителен број украинци кои поради војната се преселија во Германија добија право на престој и работа, што дополнително влијаеше на вработувањето на работници од Балканот. Од 2016 година балканските држави Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Црна Гора добија можност за легален влез на ниско квалификувани работници во Германија, но со најновите измени бројката е значително намалена. Германските работодавачи веќе ја изразија својата загриженост, предупредувајќи дека ограничувањето на квотата може да доведе до недостиг на работна сила во одредени сектори како што е градежништвото, угостителството и негата. И покрај намалените квоти и понатаму постои можност за индивидуално вработување доколку работодавач од Германија обезбеди потврда дека нема пријавени домашни или ЕУ работници за одредена позиција. Со оваа потврда македонските граѓани можат да поднесат барање за работна дозвола во германското конзуларно оделение. Синдикатите и деловните здруженија сметаат дека работниците од Балканот биле значајни за германската економија, а ограничувањето на влезот може да создаде проблеми за одредени индустрии. Од друга страна, зголемувањето на трошоците за живот и намалените можности за вработување придонесуваат дел од македонските работници да се враќаат во земјата. Почитувани, ова би било се во ова видоизменето издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт заради случувањата во Кочани. Се надевам дека следниот пат ќе ви донесам поубави вести.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.